смртта пријател или непријател? С оглед на очигледните ужаси, почитувани пријатели, на смртта, Платоновата филозофија очигледно пружа одредена утеха со тврдењето дека смртта не е крај, туку почеток, дека таа е ослободување и качување на некое повисоко место. Се чини дека има некаков смисол и дека ова верување треба да се прифати како одбранбен механизам. И денеска многу веруваат во таа идеја. Меѓутоа, во 50-тите години на минатиот век, познатиот теолог Оскар Кулман напишал нешто што го привлекло вниманието на многу луѓе. Тој напишал дека Сократ можеби мислил дека смртта е пријател на човекот, но Исус сигурно не е пријател. Платон едноставно во своите записи ни го прикажува Сократ како оди во смрт, целосно смирен, целосно мирен и прибран. Смртта на Сократ можеби е убава и тука не се гледа ужасот што таа го носи. Сократ не се плаши од смртта, затоа што верувал дека таа не ослободува од телото и не носи на некое повисоко ниво. Секој што се плаши од смртта докажува дека го сака телесниот, овој физички живот, дека е длабоко навлезен во светот на сетилата. Смртта е голем пријател на душата, така вели овој човек. Но, почитувани пријатели, ајде сега да слушнеме како Исус умрел во Гециманија. Што ни кажува Светото писмо за Исуса Христа? Тој знаел дека смртта е пред него. Токму како што Сократ ја очекувал смртта на својата постела, односно во својот последен ден. Исус се загрижил, вели Библијата, и почнал да се жали. То го пишува евангелистот Марко. Жалосна е мојата душа до смртта, вели тој на своите ученици. Чувство на страв, можеби некако што кукавицата се плаши од луѓето кои ќе го убијат. Исус не во тој смисол дека се плашил, ниту од болката и јадот кој претходи пред смртта. Чувство на страв пред самата смрт, таа за него е нешто божанско. Всушност не е божанско, туку нешто ужасно. Не сака да биде сам во тој миг. Тој секако знае дека неговиот татко е пред него, да му помогне. Тука се и ангелите кои сакале да му помогнат, меѓутоа тој тоа го одбил. Противниците на христијанството, почитувани пријатели, кои веќе во првиот век ја истакнувале таа разлика помеѓу Сократовата и Исусовата смрт, го приметиле ова многу појасно и од самите христијани во тоа време. Тој навистина, мислам на Исуса Христа, чувствувал страв. Овде ја нема Сократовата прибраност и мирно соочување со смртта како со пријател. Сега, кога Божиот непријател и секако и човечкиот непријател стои пред него, тој вика кон својот татко: се е можно за тебе, Отче, отстрани ја од мене ова чаша. Пишува во Марко 14 глава 36 стих. Сепак мора да признаеме дека авторот ја погодил самата суштина. Исус воопшто не ја загарил смртта. Тој се покорил едноставно поради човечкиот род, поради тебе и мене. Се помирил со неа, соочен со смртта. Тој поминувал преку тешки маки и во тоа се разликувал од Сократ, почитувани гледачи. Христијаните и они кои се воспитувани едноставно во христијанскиот свет треба да се запрашат. Да се запрашаме сите ние, од каде таква остра разлика помеѓу Исусовото и од друга страна Сократовото однесување со смртта. Зошто Исус не се држел до истата етерична надеж како овој голем филозоф? Зошто не ја прегарнал надежта дека смртта е пријател и пријател на ослободување од болесниот живот во овој свет? Дека тоа е идеја,
на pogubuvanje je samo karta za pominuvanje v jedno povisoko nivo. Što je to što Isus go znajal, a ne go znajal Sokrat i njegovite učenici? Što je to što može bi nije deneska nego znajeme? Može bi nekoj ke kaže da je Isus bil skromen drvodelec, koji ne bil upaten v bogatstvo to na filozofijata što Sokrat je poznaval i što je učil. Tako da njegovio strah bil od neznajanje. Takvo to objašnjavanje, dragi prijatelji, za hristijanite je neprihvatljivo. Zašto? Sokrat da bil tuka, može bi i takvo nešto bi pomislil. Sepak toj se plaši, bidejki ne razbira, ne naučil da go upotrebi svoj za osloboduvanje od ovoj materialen svet. Pa ete, sega se plaši da go napušti ova mesto. Neko i taka razmislovat. Platonoviot izveštaj v sušnost ni otkriva deka tokmu toa go mislel Sokrat za site onije koji čustvuvale strah pred smrtom. Međutim, dragi prijatelji, možda kažeme deka nikoj koja čital Biblijata ne bi taka pomislil za Isusa Hrista. Njegovite čustva ne proizleguvale od neznajanje, tuku od glabokata mudrost. Isus je Bog, to i se znaje. Isus znal se vo vrska so to prašanje, to i znal se za smrta. Ne boj se, ja sam prviot i poslednjiot, i živiot, i umrev, i ete, živ sam vo site vekovi. Amin. Gimam klučevite na podzemljeto i smrta. Togo piše v Otkrovenje 1. glava 17. i 18. stih. Isus ne samo deka nešto znal za smrta, počtovani prijatelji, tuku toj tvrdi deka ja sovladal i deka gima klučevite od nizinata temnina. To samo može Isus da go kaže. Da je pručime sega ova golema razlika pomegio Sokrat i Isusa. Teologot Oskar Kuhlman se zanimaval s ova ideja, odnosno s ova tema i došao do slednite zaključoci. Ono što Kuhlman go ustanovil, ne bilo vo sklad so pogrebite i govorite na denešnite hristijanski pogrebi. Ako priznajeme deka Isus neprijatno se čustoval pred smrta koja gledal su svoje oči, kako togaš može del od hristijanite denes da bidat ravnodušni kon smrta. Isto taka, ako je Kuhlman vo pravo, dragi gledači, da li gi lišuvame lugeto od nadešta koga im zboruvame deneska, deka postoji zadgleben život, deka nadešta im je najpotrebna. Ima gospodin od Kuhlman srce od kamen, napišal eden od njegovite kritičari. Ni to jedan mig ne pomisliv jaz barem deka ima kameno srce, toj samo gi potiknova lugeto na opravdanite prašanja. Koji si tije prašanja? Zašto Isus je mrazel smrta? Zašto plaćel na grobot na svoj prijatelj Lazar? Ako je smrta osloboduvanje od makite i uzdignuvanje ko nešto podobro, posveto i poubavo, zašto togaš da se borime protiv smrta? Zašto da se borime protiv neja, počtovani prijatelji? Zašto vo naš i ponatamo da se sluša zvonoto na uzbuna koje ne osvedočuva deka smrta ne je dobra? Site sme za to svesni, verujem, deneska. Zašto site nije se borime protiv smrta i ne goduvame koga take dojde, koga ke tropne na tvojeti na mojeta vrata? Pred nekoliko godini jedan prijatelj me pokani i me praša da li sakam da je pogledam snimkata na pogrebot na gospodinot Douglas Adams, koji je bil staven na sajtot na BBC. Ja si njego poznavav toj čovjek. Prijatelj mi reče obavezno da go pogledam toj pogreb. Bidejki napravile nešto mnogo zanimljivo na njegovi pogreb. Se prašuvav što je to što ti je napravile. Zarem vredi to da se pogledne. I koga otvoriv da vidam. Vidov deka rudninite na pokojniot. Tamo pored grobot zasadile drvo. Sekako
Нема ништо необично во тоа. И денеска многу луѓе садат дрвја во гробиштата. Многу луѓе садат дрвја на гробната парцела или близо до гробот. Сум бил сведок во неготинските села, почитувани пријатели, како садат лозница поред гробот на покојниот. Меѓутоа, овој случај бил посебно интересен и зато пријателот ме насочи да го погледнам овој погреб. Никој од ожалостените на погребот на Даглас Адамс не би помислил дека ќе најдат било каква символика која обично оди со идејата на еден таков чин, бидејќи сите луѓе кои биле на погребот биле скептици, поточно атеисти, не верувале во Бога. Само Адамс бил нихилист, некој кој не верува дека животот има смисла. Кои се нихилистите? Нихилистите веруваат дека животот нема цел, а нивното сваќање на животот е сосема поразличито од Платоновото или Сократовото верување. Едноставно, нихилистите не веруваат дека преку смртта човекот ќе се воздигне и во некоја можеби подобра, во некој подобар свет или на повисоко место. Тие не веруваат во тоа. Тие не веруваат дека после смртта ќе заменат некаде. Разбирањето за смртта кај Адамс било дека човекот е всушност ништо. После смртта тој вели не постои ништо. Но да се засади дрво на Адамсовиот гроб било интересна идеја. Каква утеха би имал еден скептик или нихилист, почитувани со засадување на дрво покрај гробот? Луѓето обично садаат дрвја на гробиштата како символ на животот и затоа тие садаат дрвја. Со садењето на дрво тие ја искажуваат својата надеж, символички покажуваат дека некој дел од човекот едноставно продолжува да живее и после неговата смрт. Луѓето садаат дрва затоа што секој дел од нивното битие, од нивното постојано, односно суштество, вика дека смртта е крадец и дека има нешто наопачки во нашиот крај. Тие садаат дрвја, прекосејки на смртта. Меѓутоа, ако имате нихилистичко разбирање или верување во овој свет, и ако верувате дека нема ништо после смртта, тогаш садењето на дрво нема никаква смисла. Разумот ни зборува дека еден ден ќе умреме и додека сме се уште живи на оваа земја, нема ништо после смртта, тогаш садењето на дрво нема никаква смисла. Разумот ни зборува дека еден ден ќе умреме и ќе не нема. Додека сме се уште млади, тоа е само факт кој сме го едноставно собрале од разговорот на постарите или пак некој податок од самата статистика или некое друштво за осигурување. Почитувани пријатели, рационално гледање, ние тоа го знаеме. Ако веруваме дека животот на оваа земја настанал случајно или пак дека се развил од ниски суштества, тогаш би требало да очекуваме обичен распоред. Роди се, живеј, умри и случајот е заклучен. Меѓутоа, колку и да ни зборува логиката дека смртта е составен дел од постоењето на оваа земја, сепак нешто во нас вика против неа, против смртта кога ќе ни се приближи, иако не постои начин да се избегне или да избегнеме смртта, сепак се чувствуваме излагани кога со неа ќе се соочиме еден ден. Нешто ни зборува дека смртта е грешка, дека тука нешто не штима, не одговара. Од каде доаѓа тој инстинкт, тој порив? Ако е смртта неизбежна и ако е животот самостален, односно самослучајна појава во долгиот низ на биолошки случувања на неважната планета на која ние живееме, зошто да се тогаш спротивставуваме на тие факти, почитувани?
Зошто едноставно не ги кренеме раменјата и рацете и да се препуштиме на судбината на смртта? И зошто би саделе дрвја или лозници крај гробот? То нема никаква смисла. Има ли можеби дури и најтврдиот скептик кон смртта да почувствува она што го почувствувал Исус Христос кога бил на оваа земја? Има и во смртта нешто што е сосема наопачки. Тоа сите ние го гледаме денеска. Има ли надеж и после смртта? Зошто луѓето прават маузолеи на покојните, на умрените? Ви поканувам, почитувани пријатели, да ја следите и наредната емисија, и наредното предавање, каде ќе добиеме одговори на поставените прашања, а до тогаш ви посакувам секој добро и довидување до следната емисија.